Златокосата девојка, издавачко предпријатие Култура Скопје, Божена Немцова. Коригирале Елена Павлова и Ружа Илевска. Печатено во печатницата Нова Македонија Скопје, 3542. Превод на Киро Андоновски. Чешка народна приказна. Принцот Бајаја. Еднаш, еден млад крал мораше да се прости со својата сопруга и да оди во војна. Наскоро по него кралицата роди 2 сина. Настана веселба во целата земја и веднаш се расширија гласини да му ја однесат радосната вест на кралот. Децата беа здрави и растеа како дрен, но сепак постариот беше малку посилен, а така остана и кога порасна. Тој трчаше по цел ден из дворот, скокаше, јаваше коњи, се мечуваше и слично. Вториот, меѓутоа на драго срце, тапкаше во место. Се врткаше покрај мајка си и не излегуваше никаде. Освен во градината, со неа, поради што мајката постариот малку помалку го сакаше, па помладиот остана нејзин љубимец. Кога децата наполнија 7 години, кралот се врати од војна. И со неизмерна радост ги гушна и мајката и децата. Кој од нив е постар, а кој е помлад? Ја праша таткото кралицата. Плашејќи се дека сопругот го прашал ова за да знае кој е престолонаследник, кралицата го потметна помладиот син за постар. Кралот вистина го сакаше и младиот и постариот, но кога пораснаа, сепак постариот разбра дека помладиот го спомнуваат како иден крал. Тоа го натажи. Го натажи до таа мера што сакаше да го напушти дворецот и душата му јави желба да оди низ светот. Така во болката му се пожали на своето конче и му кажа дека би сакал да си отиде од дома. На тоа коњот му одговори со човечки глас. Кога дома не ти се допаѓа, појди во свет, но без благослов од татко ти не заминувај. Те советувам да не земеш никого со себе и да не јаваш друг коњ освен мене. Јас ќе ти донесам среќа. Принцот се зачуди кога чу дека коњот зборува со човечки глас и го праша како може така. Коњот му одговори: за тоа не ме прашувај. Јас ќе ти бидам и чувар и советник, се додека ме слушаш. Принцот му вети на коњот дека се ќе го слуша и ќе ги слуша неговите совети. Отиде во дворецот за да го праша таткото дали смее да отиде во свет. Кога им ја изнесе на родителите својата молба, татко му не сакаше ни да се согласи ни да слушне, но мајка му веднаш се согласи. Сепак принцот не се откажа од своето решение и конечно ја измали и согласноста на својот татко. На принцот му приготвија придружба, коњи и друго, но тој им забрани на татко си и му рече: што ќе ми се тате толку луѓе и коњи? Ќе зема малку пари и ќе заминам во светот наполно сам, на својот мал коњ и ќе имам помалку грижи и потешкоти. Пак мораше многу да го моли таткото, додека тој не се согласи. Конечно се беше спремно за пат. Неговиот мал коњ стоеше оседнан пред портата, а горе принцот се проштеваше со родителите и со братот. Сите горко плачеа, а во последниот час си на мајката и стана жал што синот ќе оди во свет. Му нареди строго до година да се врати дома или пак да испрати порака. По некое време коњот веќе го носеше својот принц преку широкото поле, далеку од градот. Некој ќе мисли дека 17 годишниот коњ не може да биде толку брз, но овој коњ не старееше. Оти тој не беше обичен коњ, влакната му беа меки како кадифе, нозете тенки како струна, а беше брз како срна. Патот исчезнуваше и долго одеа, а принцот не знаеше каде го носи коњот, додека не забележа кулија од еден убав град. Тука коњот скршна од патот, го претрча полето по една карпа што се наоѓаше близу до една убава шумичка и кога дојде таму, кончето тропна со ногата. Карпата се отвори и тие влегоа. Тоа беше убава просторна штала. Сега овде ќе ме оставиш, му рече коњот на принцот. Сам ќе отидеш во градот, во дворецот и можеш да се преправиш дека си нем. Кралот ќе ти прими во служба, но внимавај да не се издадеш. Ако нешто ти затреба, што и да ти треба, дојди до карпата, чукни 3 пати и карпата ќе се отвори. Принцот си помисли: моево конче е толку мудро, тоа сигурно знае, тоа е за моје добро. Ја зеде својата облека и појде. Дојде во блискиот град, што беше во близина на карпата, и се пријави кај кралот. Кралот гледаше дека младиот Енем се сожали на неговата младост и го задржа кај себе. Навар го увиде дека може за многу работи да го искористи. Што и да се случеше во дворецот, во се знаеше да даде совет, трчаше да помогне, знаеше да се снајде и беше упатен. Ако му требаше на кралот писар, не можеше да најде повешт. Сите го сакаа, но поради тоа што беше нем и немаше како да го викаат,
Сите го завикаа Бајаја и така му остана името Бајаја. Никој поинако не го викаше. Кралот имаше 3 ќерки, која од која поубава. Најстарата се викаше Здобиена, втората Будинка и најмладата Славена. Бајаја најмногу сакаше да биде во друштво со девојките и му беше дозволено да биде со нив и по цел ден. Иако беше нем, со темни образи, а едното око му беше врзано. Кралот не можеше ни да помисли дека би можел да и се допадне на некоја принцеса. Но сепак, принцесите го сакаа и тој мораше да оди со нив. Им плетеше венци, им носеше цвеќе, им предаше златен конец, им црташе разни птици и цвеќиња за везење, а тоа им се допаѓаше. Меѓутоа, најмногу ја слушаше најмладата и она, зашто неа ќе го направеше, беше секојаш најубаво, така што сестрите на шега и се подсмеваа. Славена беше со добро срце и им дозволуваше на сестрите да се шегуваат со неа. Бајаја не беше долго време во дворецот. Еден ден дојде во салата каде што појадуваше кралот и го виде како седи сиот натешен. Го праша со знаци што му е. Кралот го погледна тажно и рече: "Зарем не знаеш каква несреќа ни застрашува и какви тригошливи денови ќе ни настапат?" Бајаја замавна со главата дека не знае и на лицето му се појави голем страв. Кралот му рече: "Ќе ти кажам, иако не можеш да ни помогнеш. Пред многу години овде долетаа 3 змејови. Едниот со 9, вториот со 18 и третиот со 27 глави. Во мојот град настана таков страв, што на луѓето косата на главата им се креваше. Луѓето бегаа, се криеа, бидејќи не беа сигурни за својот живот. Наскоро немаше веќе околу ни добиток, ни овци, ни стока, за да им се даде на овие змејови, само да не влезат во градот. И покрај тоа тие влегоа. Не може веќе да го слушам тоа, па повика во дворецот една вештерка да ми каже како да ги истерам овие зверови од земјата. Но за жалење, таа ми јави дека ќе се ослободам на таков начин, ако им ги ветам своите 3 ќерки, кои што туку-што се родија. Јас мислејќи дека некога ќе се снајдам кога ќе ги истерам змејовите од земјата и ме ветив оваа нечуена жртва. Кралицата од бол умре, но ќерките за тоа ништо не дознаа. Во тој момент змејовите се иселија и цели години за нив ништо не се чу. Овчарот сиот избезумен дотаче да јави дека змејовите пак се во истата пештера во која беа и претходно. Јас, несреќниот татко, утре морам да го дадам своето прво чедо како жртва за својата земја. Заутре другото, а потоа третото. И ќе останам сам. Така тажеше несреќниот крал и си ја кубеше косата од главата. Со тажно лице отиде Бајаја кај принцезите, но од нив се исплаши. Во црна облека, со лица како од бел мрамор седеа собрани и плачеа, што својот млад живот толку страшно ќе го завршат. Бајаја ги тешеше и им докажуваше дека сигурно ќе се најде некој што ќе ги ослободи. Кутрите ниту го слушнаа и не престануваа да плачат. Во целиот град завладеа голема жал и тага. Се беше завиено во црно, бидејќи сите ја сакаа кралската фамилија. Бајаја побрза тајно од градот преку полето до карпата, каде што беше затворено неговото конјче. Кога чукна 3 пати, карпата се отвори и трој влезе. "Мило конјче, доаѓам кај тебе по совет и ако ми помогнеш, за секогаш ќе бидам среќен." Потоа почна да му раскажува за се што се случи во дворецот. "Сега тоа јас веќе не го знам," му одговори коњот. "Поради тоа и те доведов ваму за да им помогнеш на принцезата. Утре рано изутрина дојди ваму и јас ќе ти кажам за другото." Радосен Бајаја отрча во дворецот и мнозина можеа да му замерат за неговата виталност и веселост, но за среќа никој не го виде. Целиот ден не излегуваше од собите на принцезите и се нешто измислуваше барем малку да ги утеши, но во тоа не успеваше. На вториот ден веќе во мугрите беше кај карпата. Коњот го пречека и му рече: "Дигни го каменов под моево копито и изведи се што ќе најдеш." Бајаја брзо послуша и од дупката што беше скриена под каменот извади голем сандак. Коњот му заповеда да го отвори, од него извади 3 прекрасни облеки: комплет, меч, узда и оклоп. Едната облека беше црвена, извезена во сребро и дијаманти, а се на неа беше цврсто и беше од сјаен челик. Втората беше целата бела, извезена со злато, оклоп и шлем од злато и едно бело пердувче. Третата облека беше светлосина, богато извезена со сребро и дијаманти и бисери, а покрај тоа бел и син пердув. Со сите облики имаше единствен меч, чија штарачка сјаеше од бесценети камења, а исто така и уздата на коњот.
овие облеки се твои, само најпрвен се ми ја црвената. Бајаја се облече, го опаша мечот и му ја префрли узата на коњот преку главата. Само ти велам, не смееш да се плашиш и да се симнеш на земја. Безмилостно сечи ги ламите и испружи го својот меч. Така заповеда коњот кога излегуваа од пештерата. Во меѓувреме во дворецот беше тажна разделба и маса народ ја испраќаше здобиена од градот. Веќе беа близу до судбоносното место кога слезе принцезата и кога требаше да поеде кон карпата, падна во несвест. Одеднаш од далечината долета коњ, а на него витез со црвено и бело пердовче. Откако дојде до нив заповеда народ да се тргне, а принцезата се одведе и да го остави сам. Со каква радост ги исполнуваа неговите заповеди. Но принцезата не сакаше да се оди. Таа сакаше да гледа каков ќе биде крајот. Штом се каче витезот на карпата, карпата веќе со тресок се отвори. Змејот со 9 глави излезе надвор и веднаш се упати кон својата жртва. Тогаш Бајаја скокна на своето конче, го извади мечот и со еден замав исече 3 глави. Со друг замав исече уште глави, сече, додека сите 9 глави не ги исече. И другото го доврши коњот со своите копита. Кога се ослободи од змејот, принцот се сврте и со брзина излезе од таму кај што дојде. Со чудење гледаше здобиена по него. Се сети дека татко ја чека, па брзо се упати кон дворецот со цела своја придужба. Никој не беше во состојба да ја опише радоста на таткото кога виде ќерката жива и радосна и сестрите кога сите заедно дојдоа и за нив се најде ослободител. Потоа дотрча Бајаја, покажувајќи им дека тој им верува и на нив ќе им дојде помош. Иако се плашеа за вториот ден, сепак беа повесели и разговараа со Бајаја. На вториот ден беше извадена будинка. Се случи истото како и првиот ден. Штом стигна на местото, веќе го видоа дека доаѓа витезот со бел пердов. И неколку мига потоа витезот јуначки се фати гуша со змејот со 18 глави, додека најпосле ламјата не цркна. По завршената борба витезот го снема, како и првиот ден. Принцезата се врати во дворецот и сите жалеа што не можат со зборови да му искажат својата благодарност. Јас знам, сестри, рече Славена, дека вие не го молевте витезот, но јас пред него ќе клекнам и толку долго ќе го молам да дојде со мене, додека не се согласи. Зошто се смееш, Бајајо? Праша здобиена, забележувајќи го насмеаното лице на немиот. Но Бајаја почна да скока по собата и со рацете покажуваше колку се радува дека ќе го види витезот. Будало уште не е тука, одговори здобиена. На третиот ден беше одведена Славена и овој пат појде со неја и кралот. Срцето на кутрата девојка трепереше од страв, во тој момент се слушнаа радосни извикувања дека витезот доаѓа. Како и првите два, така и овој третиот змеј, витезот го уби, иако и тој и неговиот коњ речиси паднаа од тешка борба. Сепак се бореа со 27 глави кои блујат оген и отров. Тогаш кралот и Славена пристапија и го замолија витезот да дојде со нив во дворецот. Но тој не сакаше да го стори тоа. Славена му пристапи носејќи златен појас. Витезот се спушти пред неа на коленици и таа му го обеси на вратот златниот појас, што самата го имаше извезено. Со склопени очи таа ги чу само сладките зборови. Убава невесто, уште денес ќе се видиме. Кралот и двете невести слегоа долу да го задржат витезот и да му се заблагодарат за се. Но тој само ја бакна раката на Славена и го снема. Славена мислеше само на зборовите што ги шепна. Месечината сјаеше и коњот последен пат го однесе својот господар до карпата. Кога дојде пред дворецот, Бајаја скокна од коњот, го бакна во челото и коњот исчезна. Со тешка мага се разделија. Нашиот витез од верниот пријател ја чекаше својата награда. Славена седеше замислена, мислејќи дека витезот нема веќе да дојде. Тогаш девојката ја отвори вратата и рече дека Бајаја сака да зборува со принцезата. Славена не одговори. Главата ѝ падна на перницата. Притоа некој ја зеде за раце. Таа ја крена главата и пред себе го виде убавиот јунак, својот ослободител. Се лутиш на својот младоженец и се криеш од него, ја праша Бајаја. Зошто ме прашуваш кога не си мој младоженец? Прошепоти Славена. Јас сум девојка, пред тебе стои немиот Бајаја, те ослободи од сите змеови и тебе и твоите сестри, и на татко ти му помогна во борбата. Јас сум твојот младоженец. Секој може да разбере дека Славена не се лутеше на него. Долго потоа се отворија вратите до салата во која беше гозбата и во неа влезе Славена со витезот во бела облека и со златен шлем, представувајќи го на својот татко и како свој младоженец немиот Бајаја.
Таткото се израдува, гостите се зачудија, а сестрите гледаа со неверување. Сепак пак настана вистинска веселба и сите почнаа да пијат во чест на свршеникот. Така продлучи до рано зори. По свадбата Бајаја отиде со Славена во посета на своите родители. Меѓутоа, колку многу се исплаши кога виде дека целиот град е пресличен во црно. Праша веднаш што значи тоа и зошто е така. Кажа дека умрел младиот крал. Побрза во дворецот за да го утеши својот татко и својата мајка. Само тој успеваше во тоа, зашто родителите и него го сметаа за мртов. Од долго време ништо не разбраа за него. Во дворецот завладеа радост, го тргнаа црното и тој беше крал на 2 кралства. Бајаја стана крал и во своето кралство и до смртта беше среќен со својата Славена. Крај.